duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, doprima me, duhot na Otecov, zlata znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen. Spoznal umor Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije ima me mudrosti Kristova, pobili me duhota, Otecov naš. Božjo to neko znaje niko, samo duh Božji pomene. Prosti mi, Tatko nebesen, pogrešiv, priznavam, pogrešiv pred Tebe, pred nebotom. Prosti mi, Tatko nebesen, pogrešiv, priznavam, pogrešiv pred Tebe, pred neboto. Знаете, сите сме деца на Небесниот Отец. Тоа е суштината. Суштината е како повторно да се вратиме во Божјото царство. Затоа е дојден Исус, да ни го покаже патот на љубовта. Да ни покаже што значи да се вратиш повторно во љубовта Исусова, да биде неговата волја. Ние зборуваме за татко и деца. Тоа е односот кој треба да се воспостави, да се обнови, да се исчисти. Покорност и понизост, послушност кон Таткото небесен. А потоа доаѓа Духот, ангели му служеа. И ангели ќе ти служат. И ќе растеш во Духот. И ќе останеш во љубовта. И ќе победуваш во љубовта. Ние имаме заповед испе во војна, љуби го својот ближен како самиот себе си. Взаемната љубов, Евреите 13, нека пребива меѓу вас. Евреите 13 од 8 стих читаме до 25, последната глава. Исус Христос зборува и денеска низ мене, Татко мој, нека Твојот дух со Исуса Христа ги врши делата, да бидам гранка која дава многу плод. Сите овие живи слова што ќе бидат изговорени, да ги допрат сите оние кои ќе кажат Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз секој од вас што слуша. Во името на Господ Исус Христос го обесилувам сатаната. Ги кршам сите пранги на сатаната. И секој што е способен и ќе рече Исусе, дојди, да го прими ова слово, да поверува и затоа да зборува. Исус Христос е ист вчера, денес и довека, и затоа велам, бегај од мене, сатано, во името на Господ Исус Христос, и не враќај се повеќе. Исус Христос е ист вчера, денес и во вечни векови. За да може Словото да оживее во тебе, да примиш сила, потребна е промена од телесност во духовност, од телесен живот во духовен живот. Да ја предадеш власта во твојот живот, во негови раце, он да те управува и води, да му ги дадеш клучевите од твоето срце, он да се насели. Исус Христос е ист вчера, денес и довека, Евреите 13. Што значи тоа? Па таму нема време, минато, сегашно, иднина. Духовното царство е во еден дух сме. Таму нема простор и свест како овде. Нема тело. Има тело духовно. Не бидете завлечени од разни туги учења. Зашто е добро со благодат да се подкрепува срцето. Пазете, а не со уредби за јадења од оние од кои нема никаква полза оние што ги применуваат. Значи, ние ќе дојдеме пак до тоа. Телесните обреди не те водат до Исус. Иако
може да бидат поттик. Например, постот, ако знаеш зашто постис. Постам затоа што Исус ми кажа во духот дека сум здрав, дека сум жив, дека он е мојот доктор, дека не сум зависен од луѓе и од храна, туку само од Исусовата љубов. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Не од мојата уста, не од твојата, во дух од устата на Бога. И ние имаме жртвеник од кого немаат право да јадат. И сега им кажува на евреите, оние што и служат на скинијата. И тие носат тела на животни, чија крв првосвештениците ја внесувале во светилиштето за очистување на гревовите, се гореле надвор од живеалиштето. И тие носеле, кореле грлици, птици, и повторно грешеле, Колку птици се заклани, гулаби, препелици, за да се исчистат од греот. Тоа бил процес на учење, бидејќи телата на животните, чија крв првосвештеникот ја внесува во светилиштето за очистување на гревовите, се изгоруваат надвор од живеалиштето. И повторно си терале по свое. И ние имаме такви состојби. Доаѓа кај мене, се молиме, кога се опра и се заминува во светот. Ке се врати в болеста. Кога ќе излезе демонот од човекот, нели оди на пусти места, се враќа и носи 7 други. И ние имавме таков еден случај. Бев учесник повеќе години на молитвени терапии за исцелување. И постојано доаѓа истите луѓе и плаќа исти суми. Не беа мали сумите за исцелување, имаше подобрување, пак се враќа. Ти само се бањаш, нели? Водна бања во словото. Освен ако не беше друг дух, бидејќи гледаме дека принципот не се почитува. Како ти да останеш во исцелувањето? Значи, кога ќе те исчисти некој Христов слуга во духот, ќе те искапе во водна бања во словото, ти треба да го задржиш исцелувањето. И ние имавме случај, ставивме нишан, човекот е повеќе години зафатен по мајца и во постелата каде што спие првин, побегна од дома. Пазете, живее со исто еден член на семејството, веќе повозрасен, демонизиран, потоа ја запали постелата, кебето. И сега, ние сме на состојба, членот на семејството кој е подобар, треба да се укрепи, да може да заповеда. Значи, кој ќе му заповедам нешто, почна да пее за Исус, отиде се искапе, почна да зборува и после не доаѓа. Значи, јас не сум секогаш таму присутен, но со духот сум со вас. Членот на семејството треба да се укрепи. Имаме моменти, членови на семејство се молат за луѓе. Има подобрување, а потоа ако се вратите на телесниот живот, ќе се врати состојбата. Затоа и Христос, за да ги освети луѓето со крвта своја. Значи, казна за гревот е смрт, крв. Знаете, пострада надвор од градските порти. Ова го читавме вчера. Зборува за телесен град, но зборува надворе од духовните порти. Дојде овде и стана човек. Така да му пристапуваме надвор од живеалиштето. Каде е моето живеалиште? Па јас сум надвор, горе на небесата. Јас не сум од озгора, од оздола. Јас сум од озгора. Овде сум затоа што Бог ме пратил да научам да љубам. Или сум пратен да му служам, носејќи ја неговата поруга. Да му пристапиме на Исус. Па тие ќе ти се посмеваат, ќе прават и после извесен период кога ќе издржите. Имав еден состојба, соработник со кој соработуваме. Атеист, не верува, по извесен период доста зборувал, правел некои состојби, да не ги спомнуваме сега. Љубовта не го помни злото. И сега ковидот, нели, маски, јас не носам маска. И реков, ајде да не те соблазнувам, ставив маска. Се сретнавме во бифето на институцијата. И ми вика, јас сум фасцинирана како ти имаш вера. Интересно. А видите, нашата професија, актерите имаат вера. Он верува, игра улога и ги расплакува луѓето. Замислете таа вера да ја насочи кон Исус. Ќе ја помести планината и таа ќе се фрли во морето. Но тој ја насочува во друго. Тој верува во театарот дека прави нешто полезно. Потоа по извесен период ќе разбере дека за секој лош збор, бидејќи Словото е од Бога и Бог е во Словото, сатаната го зема Словото и го извртува. Ќе одговарате за секој лош збор. Тогаш ќе
Нема да сакаш да зборуваш, ќе молчиш. Например, го земаш ова слово. Не барајте мнозина да бидете учители, го бамбориш. Друг случај имам, например, член на семејство, синот е он, потреба се јавам да се молиме, таа ми вели имам сега работа, ај ќе видам кога ќе можам. А друга не вели молете се вие додека јас решам да се молам. Никој не може наместо вас да исчекори кон Исус. Не можела сега да и бамбора, да слуша бамборења. Видете, па затоа состојбата не се менува. А имам упорни луѓе, молитва, обсекрена цело семејство. Спротиставете се со тврда вера. Еден од тврдата вера е упорна молитва, упорна Исусе, сине Давидов, Исусе помогни ми, Исусе помогни ми. Бидејќи да му пристапиме носејќи ја неговата поруга. И таа ми вели, фасцинирана сум како имаш вера. Замислете. Јас истрпев многу понижувања. Дори ме обвинуваа дека сум работел. Наместо тоа што треба да го работам, јас за Исусом им зборувал, што не беше вистина. Добро внимавав. Бидејќи овде немаме постојан град, сега веќе предавам и духовно зборување. Ми се јавил некој на интернет, курс за духовно зборување. Дали мислиш и ова, дали мислиш, и ми цитира некои стихови, се гаѓа, една, два. На крај му реков не, да, не. Ето тоа е гордоста, стиховите, некоја заедница таму што го со умот го проучува словото. По извесен период читајќи го, ќе ги научиш овие мемориски. Но тоа е надворешно и телесно. Потребен е исчекор во духот. Исусе, те сакам. Исус е ист, вчера, денес и довека. Дали си ти ист? Не, ти имаш рок на трајање. Да ја носиме неговата поруга. Бидејќи овде немаме постојан град, а тие мислат дека имаме, туку го очекуваме оној што ќе дојде, небесниот Ерусалим, преку него пак секогаш да му принесуваме на Бога пофална жртва, плод од усните што го прославуваат името Негово. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе, те љубам, Исусе. А добродетелството и милосрдноста не ги заборавајте. Зашто такви жртви, милост сакам, му се благоугодни на Бога. И сега, не икел овој да му доаѓа, дома овој не сакал, ние заедница мала, не можеме да се собереме во љубовта. Сакате да бидете војска Исусова, сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. Покорувајте им се на учителите ваши. Бидете им послушни, зашто тие, бидејќи се задолжени да одговараат, бдеат за вашите души. Кој не е грешен прв, нека фрли камен врз неа. Та со радост да го вршат тоа. Со радост да го вршам ова. Не со воздишки. Полезно е за вас, отколку да се расправам. Гледам луѓе кои сакаат некој друг да ја заврши работата. Видите, демоните се враќаат во свињите, тој закон не е напишан туку така. И ќе се издават во морето, во кое, во огнено езеро или по било кое. Молете се за нас, зашто сме уверени дека имаме добра совест. Грижејќи се во се добро да постапуваме. Исусе, ти водиме, Исусе, ти покажи ми, Исусе, како да ги љубам сите. Уште повеќе ве молам да го вршите ова. Кој е љубовта? Та поскоро да се вратам меѓу вас. Исус, те сакам, Господи Исусе Христе. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет. Овој завет е вечен. Исус е ист вчера, денес и довеки во вечни векови. Го воздигна од мртвите. Мртвите сте вие на земјата, големиот пастир на овците. Нашиот Господ Исус Христос. Значи, собир на првородени, Исав се откажа од првородството. Првородени сме горе на небесата, паднати сме на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Со сатаната имаме малку време. Место за покаяние, време за милост. Нека ве усоврши Исус Христос во секое добро дело. Он треба да не усоврши. Да ја исполниме неговата волја, вршејќи го во нас она што му е нему благоугодно, да се љубиме еден со друг преку Исус Христос, Татко мој небесен, нему слава. Славата не е на луѓе, а ние си оддаваме едни на други слава во вечни векови. Ако си во Исус, ти си во слава. Ве молам, браќа, трпеливо, примете го ова
poučno slovo, trpeljivo. Zašto nakratko napišav isprativ? Mnogi slušat, poslije ги фаќа сафра и ќе фатат. Каде ќе одиш ти? Исус е портата, нема друга порта. Ве молам, браќа, трпеливо примете го ова поучно слово. Зашто накратко ви напишав и испратив. Знајте дека братот Тимотеј е ослободен, со кога ако дојде на време ќе ве видам. Поздравете ги сите ваши учители и сите свети. Ве поздравуваат браќата што се од Италија. Имавме од Италија едно семејство. Таму имаше напад, не знам што се случило, се повлече. Имавме друго семејство. Имаше непокорност, например. Идоло поклонство. Јас си вела, не можеш да бидеш во Исус да го правиш тоа. Јас морам да ти го кажам. Јас ќе одговарам пред Исус. И тоа се повлече. Благодат со сите вас. Амин. Не е суштината да бидеш ти тука. Ако си во Исус, ние ќе бидеме во еден дух. Без Исус самиот плакеш за гревовите. Тоа треба да ти е јасно. Без Исус значи сам да правиш како што сакаш. Што значи тоа без Исус? Што значи тоа без и со Исус? Мнозина мислат дека се во Исус. Овие слегуваат од дух. Мислат дека се во Исус и во Исус, а зборуваат од себе. Постапуваат по себе си, себе праведен, по својата волја. Си постапува и мисли дека е во Исус. Тоа е проблемот на христијанството. Нема такво заедништво со Исус, а своеглав, автокефален. Се работи за Христокефален. Плод достоен за покаяние. Матеј 3:8. Ти да бидеш гранка, душа накалемена на него, да даваш плодови во љубовта. Тогаш ти ќе ги љубиш сите Исусова. Секоја душа, дрво, која не дава плод, се сече и се фрла во оган. Матеј 3:10. Секирата лежи на коренот на дрвото, а тој, ти автокефален, своеглав, мислиш по свое, постапуваш, зборуваш како што ти мислиш од себе си, а мислиш дека си во Исус и со Исус. Значи Исус тебе треба да те слуша и да ти покорува. Го знаеш Исус, крстен си, прекрстен си, 100 пати во дух. Колку години си крстен, се повеќе. Исус е ист вчера, денес и довека. Го знаеш Словото, јадеш од дрвото на познанието, на доброто и злото, и си надвор од Исус, од рајот, и имаш рок на трајање на земјата. Смрт во своеглавоста и телесноста. Овој е мојот возлюбен син во кога е мојата волја. Матеј 3:17. Глас од небесото. Пазете, син возлюбен и таткова волја. Тоа е суштината. Тоа е раскрсница дали си свој или си Исусов. Ти си возлюбен син, можеш да бидеш и неговата волја. Не можеш со своја волја, своји мисли, своји идеи, чувства, да бидеш едно тело, еден дух со Исус. Да се покориме на Отецот на духовите, за да бидеме живи. Се вели во Словото живо. Да останеш во Словото. Да дозволиш да те учи. Во Исус, мирни, не во себе, во Исус. Да се покориш, да се предадеш и препуштиш на водство и собственост во Исуса. Тоа е Исус. Или во Него, или Исус во тебе. Он да те води, управува, усовршува, учи, Он да ги врши делата и да зборува низ тебе. Не ти. Тоа е христијанство. И сега, пример. Сотрудничка ми вели, знам што е Свети Дух, Исус и Словото. И објаснуваш нешто. Тоа е знаење кое возгордејува, напоена, затруена од поука од човек, деноминација, поделена црква.
Вели дека гледа, не е слепа и гревот останува. А не сака да се промени. Бог е дух и оние што му се поклонуваат, а тука можеме да додадеме покоруваат, понизуваат и предаваат, треба да му се поклонуваат и сето друго во дух и вистина. Во дух, Јован 4:24. Не во тело. Телесните обреди немаат врска. Да му се предадеш од телесно и свое водство, раководство во негово духовно раководство. Тоа е во дух. Дух и вистина. А вистината е Исус. Тоа подразбира во дух и вистина да му се предадеш на раководство на Исус. Исус вели, каде сум јас, таму е мојот слуга. И ти ќе одиш и ќе бидеш таму каде што те води духот, не каде што сакаш ти. И мислиш ти самиот. Со Исус значи да го слушаш, да си послушен. Пазете како слушате и да те води Исус. Бидејќи ти си слеп духовно и ги гледаш духовните сили на Сатана с кои те напаствуваат. Не самиот ти. Тоа е плод достоен за покаяние. Покаяние. Да бидеш калемена гранка и род да принесеш во љубовта Исусова. Значи, Исав не најде место за покаяние. Место за покаяние. Да застанеш пред него. Кога ќе дојдат луѓе од една заедница која ги учи дека се спасени, знаат се. Кога ќе им кажам дека треба да застанат пред Исус, одма почнува бунт и цитати. Кога ќе застанеш ти пред Исус, ти ќе молчиш, Исус ќе зборува. Треперам од страв кога ќе го слушнам Божиот глас. Небесниот Ерусалим, градот на живиот Бог, безбројни ангели на свечен собир, собрание на прворедените кои се запишани во небесата. Евреите 12. Судија на сите, Отецот, духови на праведниците, што достигнаа совршенство. Бидете совршени. Вели Исус, како што сум јас совршен. Заемната љубов нека пребива меѓу вас, гостољубивоста не запоставувајте ја. Господ ми е помошник, нема да се плашам што може да ми направи човек. 13:6 Евреите. Помнете ги вашите учители, подражавајте ги. Исус е вчера, денес и довека. Пазете да не ме завлечат туги учења, слушате некои проповеди таму. Тези. Христос ги освети луѓето со крвта на Таткото Небесен. Очекуваме град што треба да дојде да му принесеме на Бога пофална жртва, плод од устните. Бог на мирот кој преку крвта на вечниот завет, вечен завет, го воздига од мртвите, големиот пастир на овците, така ќе ве усоврши во секое добро дело, да ја исполните неговата волја. Вршејќи го во вас она што му е нему богоугодно, да се љубите еден со друг. Ве молам, браќа, трпеливо примете го ова поучно слово. Тоа значи не само да го слушате, туку и да го примените, да го извршувате. И потоа ќе примите сила, ќе почнете да се менувате, да го победувате злото со добро и да велите бегај од мене, Сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Исцелување за сите оние кои ќе кажат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, предавам се што имам, ти го предавам срцево, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите, никого не осудувам, ја прифаќам твојата волја. Ти си мојот доктор и спасител. И останете во тврда вера, а не после трчаш на доктори. Олеле, на помош, Исусе. За секогаш, Исус. Амин до Божиот царство небесно. Те молам за седмицата со трудници глуви, за слушните. Те молам за сите христијани. Ја предавам Македонија во твои раце и да се грижиш за неа. Ти благодарам што твојата љубов се излева, што чашата на благословот се прелева, што имам во изобилие. Исус напред, ние по него. Амин.
prije nego primiv me, duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, dok prima me, duhot na Otecov, znata znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji go spoznal umor Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrost Hristova, obrivi me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko.